Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Понеделник, 2 март. Вкоренетост и растење во Христа. Темата со која што се занимава посланието до Колосјаните е една од најјасните принципи на христијанскиот живот. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него. Текст од Колосјаните 2 глава, 6 стих. Спасението го примаме примајки личност, а не само збир на доктрини. Меѓутоа, прифаќањето на Исус подразбира и прифаќање на сите негови учења, како што се дадени преку апостолите и библиските пророци. Читаме текст од Ефесјаните 2 глава, 20 стих. Надзидани врз основата на апостолите и пророците, а аголниот камен е самиот Христос Исус. Сепак, повеќе од се друго, прифаќањето на Христа подразбира умирање за себе и целосно предавање на себе си на живиот Христос. Живото слово во заграда Исус не може да се одвои од пишаното слово во заграда Библијата. Тие се две страни на иста паричка. Всушност, само преку Светото Писмо можеме да го запознаеме Исуса. Ние одиме, односно го живееме својот живот во Него, што значи дека дозволуваме Неговата реч и Неговиот дух да не водат во сите наши одлуки и постапки. Во стихот Колосјаните 2 глава 7 стих читаме: Вкоренети и надзидани во Него и зацврстени во верата, како што сте поучени, изобилувајќи во благодарноста. Апостол Павле користи вообичаена библиска метафора која ги споредува христијаните со билки. Ние стануваме вкоренети во Христа кога го прифаќаме како наш спасител и го уредуваме нашиот живот во согласно со Неговата реч. Токму така стануваме укрепени во верата, стекнуваме цврстина на верата во Христа. Како следните стихови ја расветлуваат метафората на билка како символ на верниците. Првиот текст се наоѓа во книгата на пророкот Исаја, 61 глава, 3 стих. Да ги развеселам натажените на Сион и да им дадам венец место пепел, масло на радост место облека на жалост, песна благодарница место очаен дух, и ќе ги викаат дрвја на правдата, Господов расад, за Негова слава. Евангелие по Матеј, 3 глава, 10 стих. Секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Евангелие по Лука, 8 глава, читаме од 11 до 15 стих. А ова парабола значи: семето е Божјето слово. Оние крај патот тие чуле, потоа доаѓа ѓаволот и им го зема словото од нивните срца, за да не поверуваат и да не се спасат. На камен се тие кои што чујат, со радост го примаат словото, но ни тие немаат корен, веруваат некое време, но отпаѓаат во време на искушенија. Паднатото меѓу трње, тоа се оние кои слушале и кога си отидат ги задушуваат грижите, богатствата и животните уживања и не донесуваат зрел плод. А она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го чујат словото, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод во трпение. И прво послание до Коринќаните, 3 глава, 6 стих. Јас посадив, Аполос навади, но Бог прави да расте. Апостол Павле јасно ги оцртува двете можности што се отвараат пред верниците.
Едната е да останат градина на Господ. Читаме текст од книгата на пророкот Исаија, 61 глава, 3 стих. Да ги развеселам натажените на Сион и да им дадам венец место пепел, масло на радост место облека на жалост, пест на благодарница место очаен дух, и ќе ги викаат дрвја на правдата, Господов расад, за Негова слава. И да продолжат да бидат целосни во Христа на тој начин што ќе се држат за Него и Неговите учења. Втората може да се спореди со вештачка билка, која може да изгледа како вистинска, но всушност е безживотна. Со усвојување на човечки филозофии и обичаи, ние стануваме заробени. Читаме текст од Колосјаните 2 глава, 8 стих. Пазете да не ве зароби некој со философија и со суетна измама по човечко предание, според стихиите на светот, а не според Христа. И покрај тоа што Христос не ослободил, можеме повторно да бидеме фатени во јаремот на робството. Читаме текст од Галатјаните 5 глава, 1 стих. Христос не ослободи за слободата. Според тоа стојте цврсто и не починувајте му се пак на робскиот јарем. Читаме во Дела на апостолите 15 глава, 10 стих. Зошто сега го искушувате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем, кога ни нашите татковци, ни ние не можевме да го носиме? Накратко, да се прифатат небиблиски учења, значи да се отфрли Христос, бидејќи оние кои ќе поверуваат во тие лажни учења, за жал, усвојуваат поинакво евангелие и му даваат предност на човечкиот авторитет во однос на авторитетот на Светото Писмо. Читаме текстови од Галатјаните од 1 глава, од 6 до 9 стих. Се чудам дека така брзо се одвратувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго евангелие, кое не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото евангелие. Но ако и ние или ангел од небото ви проповеда друго евангелие, различно од она што ви го проповедавме, да биде проклет. Како што рековме, и сега пак велам, ако некој ви проповеда евангелие што се разликува од она што го примивте, да биде проклет. Оваа опасност постоела во раната црква и така останало до денес. Какво е вашето искуство во тоа што значи да умреме за себе, за да го примиме Христа? Зошто тоа мора да биде постојан процес?